Општина Кочани има близу 32.000 жители. Едно од работите по кои се посебни е што плаќаат највисока цена за вода по метар кубен на ниво на целата држава – 48,79 денари. Па и покрај тоа, јавното претпријатие Водовод од Кочани ланската година ја заврши со загуба од над 1 милион евра. Тоа е најлош резултат на ниво на држава и покрај тоа што граѓаните плаќаат најскапа вода. Директорот Перо Георгиевски вели водата е скапа поради струјата. Бунарскиот систем се наоѓа во едно село 4 км од Кочани, значи од таму водата се испумпува, потоа преку цевковод преку една препумпна станица се носи кон фабриката за вода. Значи ние имаме повеќе пумпни станици и повеќе електрични мотори за да испумпуваме и затоа трошокот за електрична енергија ни представува главен фактор во цената. А цената на струјата, особено за време на енергетската криза, беше немилосрдна. Добивме електрична енергија од 19 милиона денара, а нашиот месечен приход беше 16 до 17 милиона денара. Значи, кога беше цената на берзата преку 500 евра за мегават час, ние едноставно тој шок, комуналното јавно предпријатие не можеше сам да го сноси. Но освен што им е скапо да ја произведат и донесат водата до домаќинствата и фирмите, Кочански водовод има голем проблем и да го пласира и наплати производот. Загубата на вода им изнесува 77,3%. Под загуба се смета произведената вода која е нефактурирана или пак се губи низ системот. Георгиевски вели тоа е резултат на старата мрежа во некои рурални средини, како и неконтролираното трошење на вода во едно мало. Поголем дел од загубите за вода се во ромското население, кое што представува околу 10 до 15% жители, каде што има неконтролирано излевање на вода на улиците, вршени се повеќе контроли со комунални инспектори, затоа си се зафативме да се бореме со овој проблем. Исто така имаме и дотраена мрежа во некои рурални средини. Ретки беа жителите на Кочани кои има разбирање зошто мора да плаќаат најскапа вода во државата. Да ги намалат, да ги редуцират паразитите партиски што се у фирмата. И да е лоша вода преведа, да ти кажа, тоа е секој. Ја кажувам, тие цел живот платим и не може да се одборцам од водовод. Сега има нова влада да се сврте према Кочани малку да ја направи браната горе, Речани, ќе имаме најевтина вода и најздрава вода во Македонија. Знам нека одредени етнички групи во Кочани не плаќаат воопшто сметки за вода, бидејќи биле гласачи на одредени партии, а ние плаќаме и за нив. Тоа е општо познато на сите во Кочани. Додека во Кочани за потрошен кубик вода граѓаните плаќаат речиси 50 денари, во општина Боговиње цената е 6,5 пати пониска, само 7,5 денари за кубик. Директорот на комуналното претпријатие Шари, Алит Абдии, вели дека цената е во согласност со Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги, врз основа на документацијата што ја доставуваат до регулаторот. Nuk argjojmë në bëjmë ndonjë lloj shpenzimi të madh, pomba të argjojmë apo rima apo hidrofora, ujtë ne vjen me ramjet lejrë. Kështu që ne çmimi ka caktuar regulatori mbas këtajneve mbas biznismenëve që që unë jam mbas dëneve që kemi dhënë. Дека цената им е исплатлива, потврдува годишната сметка. Лани јавното претпријатие Шари годината ја заврши со добивка од околу 30.000 евра. Но во Боговиње не имат информација колку вода губат, а во исто време имат и најголема потрошувачка по домаќинство. Prodhimin e ujtit e kemi matë sa prodhim, kurse humbjet duhet edhe ato të bëhen një matje ka aparat që bëhen edhe ta shohim sa kemi humbje nivel komunal. Po shif ka vetëmbanime ku ka ujë të boshëm, kemi ujë të boshëm dhe ujti shkon në fund fshatit. Ato që janë në fund fshatit më shpejt kanë gjithmonë 24 kohë kanë ujë dhe mund bëjnë ka kështu që bëjnë keq përdorime në fakt ose ujtin kopshte, ujtin
пеем, уитин, вин пјасаеве. Една од можните причини за злоупотребите е тоа што во Боговиње вода се плаќа на паушал. Најголем дел од жителите со кои разговаравме бараат да се плаќа по водомер. Kimine ui për pije, amon verës ku kapën në xefti mas, atëherë nuk ka se i ujtin bafqet. E harxojnë në ujtin pa mas. Sa hatat me i vu, e në reguluat puna, pa në gjavën shmimi sa doce. Montojmë orë, se na i kemi po formalisht nuk janë funksionat. Atër çdo kush da kurse nuk harxhon pa lidhje. Po me pas sa hata kujdes harxhon se e di kur dhe veje sa kubik harxho duhet t'i paguaj. A kështu paushall vetëm harxhon sa s'do. Uj për pije kemi boll falënderim atinit parve edhe ato që ka vdek Zoti va boft mirë shumë, se ato e bo se beb kemi uj sjellës. Рангирањето на општините според цената на чинење на метар кубен вода, според загубите во системот и според финансиските резултати на јавните предпријатија за вода го овозможи Центарот за граѓански комуникации. Нивните истражувачи ги собра податоците од вкупно 67 јавни предпријатија кои носат вода до домаќинствата и фирмите низ државата. Според Герман Филков, најалармантен е наодот за тоа колку питка вода оди попусто. Се губат околу 60% од цела вода што имаме, при тоа ќе напоменам питка вода, вода за пиење, што во апсолутна бројка е околу 150 милиони метри кубни годишно. Оваа земја сиромашна губи питка вода, така што и тука треба да се подитно направи нешто посериозно. Знаете дека најголемата загуба, околу 43% од цела оваа вода што се губи е во Скопје, а потоа следат повторно многу големи градови Гостивар, Тетово и Кичево. Индикативни според Филков се и податоците за бројот на потрошувачи, особено во поголемите градови. Например, Гостивар, кој според последниот попис има 59.770 жители, има 18.678 регистрирани потрошувачи. Тетово, од друга страна, има помалку потрошувачи од Гостивар, 17.621, иако има 84.770 жители, или 40% повеќе. Значи, имаме некои дискрепанции кои што исто така би требало да се изанализираат, зошто во некои градови имаме многу малку регистрирани потрошувачи на вода за пиење. Според ова што го покажува истражувањето, Филков смета дека снабдувањето со вода не е одржливо не само на долг, туку и на среден рок. Гледа потреба за интервенција од владата. Затоа го направивме ова истражување да алармираме за проблемот, за еден навидум, да кажам, секојдневно нешто што го правиме, еден секојдневна потреба што ја задоволуваме, зад неа излегува дека лежат многу проблеми кои што бараат итно решавање. Повторно ќе кажам, интервенција на државата, на владата, на државата, на национално ниво и овие работи да се средат, затоа што водата станува скапоцен, редок ресурс, се предпоставува, не знам за колку години, дека и од нафтата ќе биде поскапа, додека дојде тоа имаме доволно време да се подготвиме. Обезбедувањето вода за пиење во земјава, како и управувањето со јавните предпријатија, е во надлежност на локалните власти. Некаква централна надлежност има само Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги, која дава ценовен опсег, а не точна цена за секое предпријатие за водовод оделно. Само неофицијално од таму велат дека општините најчесто ја избират најниската можна цена за да не ги иритират граѓаните, но тоа значи и немање пари за обнова на дотраената мрежа. Не е тајна дека Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги веќе некое време бара тие да ја одредуваат единствената цена за водата, во која ќе бидат вклучени и пари за инвестиции. Ви наздравувам со чаша вода која што е полна само 1/3. За да дојде водата до нашите чешми, 64% ја губиме водата. Ние се научивме понекогаш да носиме и непопуларни мерки, но тоа е единствен, исправен начин. На тој начин ќе заштитиме нашата водна инфраструктура. На здравје!